Денеска православната црква ги празнува светиот свештеномаченик Лукијан, светиот маченик Лукилијан и светиот маченик Димитри Руски принц. Светиот свештеномаченик Лукијан, римјанин, бележит по благородното потекло, богатство и ученоста. Некое време бил ученик на апостол Петар. Подоцна, папата Климент го испратил заедно со Дионисий Ареопагит во Галија за проповед на Евангелието, ракоположувајќи го претходно за епископ. Со голема ревност Лукијан ја сеел науката Христова, најпрво низ Галија, а потоа и низ Белгија. Кога злобниот цар Дометијан започнал со гонење на христијаните, од Рим биле испратени назначени луѓе во Галија да ги побараат и да ги заробат христијанските мисионери. Тие прво го заробили и губиле свети Дионисий, а потоа тргнале во потера по Лукијан. Наоѓајќи го во Белгија заедно со неговите помошници, презвитерот Максијан и ѓаконот Јулијан, тие на едно место ги убиле овие двајца, а на друго место Лукијана. Кога Лукијан бил исечен, неговото мртво тело се кренало од земјата, ја зело својата глава во рацете и така отишло на она место на кое што сакал да биде погребан. Таму паднал и таму бил погребан. Над неговите мошти подоцна била изградена црква. Спаси
Распни сяже, Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троици, спрославяеми Отцу и Святому Духу, спаси Светиот маченик Лукилијан и со него Клавди, Ипати, Павле, Диониси и девицата Паула. Остарен како незнабожец и идолски жрец, Лукилијан како старец со бела коса ја познал христијанската вистина и се крстил. Неговото обратување во христијанство предизвикало големо возбудување помеѓу незнабожците во Никодимија и тој бил биен и сиот, испретепан, фрлен во темница. Во темницата затекнал 4 момчиња: Клавди, Ипати, Павле и Диониси, затворени заради верата во Христа. Старецот им се израдувал на момчињата, како и момчињата на старецот, и сите заедно го поминувале времето во побожни разговори, молитви и псалмопеење. Кога ги извеле од темницата, ги мачеле со разни измачувања и најпосле ги испратиле во Византија, каде момчињата со меч биле исечени од војник, а Лукилијан на крст бил распнат од евреите. Злобните евреи целото тело му го избоделе со клинци. Една девица Паула јавно го зела телото на маченикот и честно го погребала. Затоа била обвинета и по измачувањата била исечена, примајќи 2 венца: венец на девство и венец на мачеништво. Нивното мачеништво се случило во време на царот Аврелијан помеѓу 270 и 275 година. Светиот маченик Димитри, руски принц. Подмолно бил убиен од властолюбивиот Борис Годунов во 8-та година од својот живот во 1591 во градот Углич. По смртта му се јавил на некој монах и прорекол дека ќе се јави лажен Димитрий, кој на убиецот Борис Годунов ќе му предизвика смрт, што подоцна и се случило. Безбројни чуда се случувале на гробот на убиениот принц. Неговите мошти по 15 години биле откриени цели и нетлени и биле пренесени свечено во Москва и положени во црквата Свети Архангел Михаил. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно